Здраво и добре дојде во петата поред епизода Wellcast with Јосиф, која што е поддржана од Феникс домовите за стари лица. Денеска имаме една многу интересна тема која што можеби кај некој од вас ќе вроди љубопитност, кај некој од вас можеби ќе разбие некои митови, стравови, предрасуди кои што ги имате, затоа што ќе зборуваме за канабис. Ќе зборнеме малку за растенијето, ќе зборнеме за CBD маслото, за ТХЦ, активните состојки, сите предрасуди, декриминализација и така натаму, значи многу теми и затоа ќе имаме двајца гости. Ќе почнеме со Филип кој што е активист од Зелена алтернатива, човек со многу големо искуство, многу огромно познавање за канабис. И ќе позборуваме подоцна и со Катерина од компанијата Sinceritas, кај што по-конкретно малце ќе го опфатиме CBD маслото, бенефициите, зошто е потребно, како да се консумира, како се прави, така да верувам дека ќе уживате во одлични информации, дека и ќе научите и ќе се охрабрите за некои чекори и потези во животот за кои што можеби сега чувствувате страв, затоа што дефинитивно канабис се уште постои како тоа е забрането, нели, дрога е, а напротив е нешто кое што дефинитивно треба да постои во секојдневието на секого од нас. Уживајте. Подкастот може да го следите на Google Podcast, Apple Podcast, Spotify и се разбира YouTube и социјалните медиуми на кои што ме следите. Филип, фала ти што ја прифати поканата. Ја денеска ве сум облечен во боите на растенијето за кое што ќе си разговараме. Имам многу прашања што да збориме, можеби нема да се докажеме у една подкаст епизода, но сакам нешто, сите сме свесни, еве, и Зелена алтернатива сум убеден дека секој ден трошиш во сузбивање на предрасуди за едно растение кое што многу илјадници години претходно се користело за медицински цели и наеднаш стана забрането. Зошто станало забрането? Како станало забрането а многу поштетни пороци, еве, ако го ставаме во пороци, затоа што нели учени сме дека тоа е порок. Многу поштетни пороци, односно хемикали консумираат луѓето секојдневно свесно и не се забранети. Зошто баш канабисот стана штетен и забранет? Така, вака сега прво би одговорил на ова прашање со тоа што луѓето ги мешаат термините легално и нелегално со штетно и нештетно. Така. Од прилика тоа е најголемиот проблем и највеќе проблеми прави терминологијата и предрасудите, нели? Тоа е више многу замрсен дел, така да тоа е најголемиот проблем. Луѓето се условени да мислат дека све што е легално е добро, а тоа што не е легално не е добро. Значи, тоа е најголемиот проблем и нормално предрасудите. Сега во врска со канабисот и историјата на употреба на канабис, се користи илјадници години во медицина, во религија и така натака. Значи, човештвото е во целата своја историја тесно поврзано со канабисот како растение. Од канабисот се прават лекови, се прави храна, се прави гориво за автомобили, се прават градежни материјали, се прават материјали нели за облека, за гардероба, текстил. Но едноставно примената му е во скоро сите индустрии моментално што постојат, со тоа што повеќето работи кои може да ги прави некоја индустрија, канабисот ги прави тие работи подобро, нештетно по човек, по околина и така натака и поефикасно. И тука доаѓаме зашто е забрането, знаеш, заради тоа што канабисот, например, дури и во бивша Југославија е користен како лек и постои во фармакопејата на бивша Југославија, зборamo на Југославија СХС, стара Југославија, не социјалистичка федеративна република Југославија, се користи и се препишува од лекари и се купува во аптеки до 30 години од минатиот век. За тоа нели има докази
како на пример фармакопејата југословенска од 1933 година и српската фармакопеја од 1926 година, каде што е канабисот опишан како растение, опишано му се подвидовите, за кои болести се користи, како се прави екстрактот, кој ден денеска го користиме, за жал илегално. Така да забранете за да може одредена група на луѓе да прават пари и да го едноставно да го држат човештвото во еден вид на затвор. Значи забрането е од истите оние луѓе кои ја промовираат индустријската револуција од минатиот век. Ќе кажам само еден пример. Форд уствари, тој што ги измислил автомобилите, Форд. Првиот автомобил Форд Т модел е направен да работи на гориво од канабис и освен она шасијата, све друго, цела каросерија е направена од композитни материјали од канабис. Тука некои негови сонародници од Америка малце го тегнат за уши и му викаат ова вака не може, заради тоа што требало да се даде простор и пат за нафтената индустрија и за фармацевската индустрија. Не би сакал да навлегувам во теории на заговор, зашто нели ова е многу сива зона каде што лесно може да се отиде во теории на заговор, ама ова кој го зборам се факти кои се лесно достапни денеска и на интернет. Да, ја не ги знаев овие факти, али сум супер увертира и во ове даде. Што е, види, се работи за полека се движат некако работите. Иако нели е бавно, затоа што CBD може да се купи без рецепта и да се користи и се повеќе луѓе зборуваат за бенефициите, но CBD е само еден од активните состојки во растението. Постои THC кое што нели е THC-то е она кое што е у моментов се уште забрането, а постојат уште стотици други активни состојки за кои што многу малку знаеме и не се зборува, но мене ме интересира за делот на рекреативно користење. Дали рекреативното користење на канабис е исправно во смисла дали може да добие човек бенефити? Не зборуваме за рекреативно нели во кое што се консумира и тутун, зборуваме за чист нели рекреативно пушам канабис. Дали може да зборуваме за бенефиции или бенефициите исклучиво доаѓаат ако консумираме преку маслата? Ќе се вратам на почеток на твоето прашање. Рекреативна употреба на канабис не постои. Секоја употреба на канабис е медицинска. Заради тоа што по дефиниција секоја супстанца која ти олеснува некоја тегоба се смета за медицинска употреба. Тука не само канабис, него можам да кажам и за чаша вино после ручек. За рекреативно. Така дури е конзумирање алкохол навечер во кафичи е да се расположиш. Очигледно си дошол нерасположен, така да и тоа се смета за медицинска употреба. Дури алкохолот во кафичи нормално све со доза. Така, значи не збориме сега за некој што ќе се опие и ќе повраќа надвор, него 2-3 чашки за расположение исто се смета за медицинска употреба. Или тоа се случува исто со канабисот. Цел ден си под стрес од работа, проблеми дома, нели општествување, такво загаден воздух, еве сега бензинот скокна, значи све тоа делува помалце како стрес. Точно. Што го собираш преку цел ден. И сега ти навечер ако испушиш една цигара, нели, во која има марихуана, популарно наречена джоинт, тоа исто така медицинска употреба, заради тоа што ти помага да го кренеш малце расположението, го трга стресот и тоа е уствари најбитното нешто што го прави канабисот. Такви има многу други супстанции, ја спомнав за тоа и алкохол, значи тоа е секоја употреба која ќе ја наречеме рекреативна, е исто така промена на термините која ја користат некои нели структури како во власта, во медицинската фела и они тоа го делат на рекреативно и медицинско користење, ама ако навлезеш малце подлабоко во суштината ќе разбереш дека секоја употреба на канабисот е медицинска. Заради тоа што здрав човек кој има и добро расположение нема потреба да користи канабис. Така да
ова прашање многу ми се свига, беше на место за да може ова да го објаснам. Значи, секоја употреба на канабисот е медицинска. Имате луѓе кои имаат на пример епилептични напади, кои кога ќе осети дека ќе добие епилептичен напад, ако пред тоа запали џоинт, нападот или воопшто не се случува или е со многу помал интензитет. Значи, све е начинот на администрација на канабис и тоа како го гледа мејнстрим публиката, во смисол на ако голтнеш капка масло, тоа е медицински, а ако земеш еден дим, инхалираш, тоест канабис, тоа било рекреативно. Не, тоа е само различен начин на администрација на... Што правиме? Ме интересира, Активна супстанца. доека ми е мислата активна. Добро? Што правиме со луѓе кои што така зборуваме за тоа дека смирува. Така. Има луѓе кои што знаат и да се испаничат, да ги фати параноја. Зошто се случува тоа, како може да си помогнат за да не прекинат со користење на канабис? Одлично прашање, вака сега, за све треба да се знае дозата. Нели кој што пред тоа напоменав, една чаша вино после ручек ти помага со варење на храната и ти помага да се опуштиш, да легнеш, да заспиеш, ама ако испиеш литар вино, нема да ти биде добро во секој случај. Исто е со канабисот, со тоа што ако кажеме алкохол, имаме многу видови на алкохол, водка, вино, ракија, пиво и така натака. Така исто и со канабисот. За жал тоа се уште не се знае, онака повеќето луѓе не го знаат, ама кога ќе кажеш марихуана или канабис, ти уствари кажу во тоа име има многу видови на канабис. Значи има канабис кој малце ти крева расположение, има канабис кој те бутка на спиење, има канабис кој помага со одредени видови на тегоби. Значи Па како би знаел човек кој што е почетник да си ја погоди дозата и со пробување, исто како за алкохол? Со пробување, точно, на пример, тоа сакам да кажам, најбитна е дозата. Повеќето луѓе кои ќе запалат еден џоинт или една цигара, нели гледаат цела да испушат. На почетници од прилика им е доста само еден дим. Цела цигара пушење ќе им биде премногу. Тука се јавува и таа параноја, што е еден од сајд ефектите, ама тоа е многу ретко. Например, дали само 2 до 3% од луѓето кои пробале канабис им се случило тоа. И исто така многу битна сортата. Сега мора малцова поише да го објаснам. Сите ние, луѓето и цицачите и некои други видови на животни кои не се цицачи, имаат ендоканабиноиден систем. Тој систем е уствари систем во систем, тој е дел од нервниот систем, откриен 1992. За тоа е релативно нов, многу од лекарите не ни стигнале до таа литература, иако е сега јавно достапна на интернет. Значи, ендоканабиноидниот систем е систем во кој ние произведуваме сами канабиноиди и тие канабиноиди се врзуваат за рецептори кои ги имаме буквално на секоја клетка од нашето тело. Кога канабиноидот ќе се врзе за рецепторот на клетката, тогаш ги прави промените во телото, помага клетките меѓу себе поубаво да комуницираат, некои клетки што се болни или што треба, нели, да умрат за да дое на нивно место нова клетка, побрзо ги уништува, здравите клетки ги поддржува во нивниот развој. Тоа све го прави ендоканабиноидниот систем и тој уствари учествува во скоро сите физиолошки процеси во нашето тело, од нашето зачнување до нашата смрт. Сега, канабиноидите во канабисот ги копираат уствари ендоканабиноидите кои ние сами ги произведуваме и на тој начин помагаат на човекот. Тоа е и проблемот со оваа параноја. Секоја сорта на канабис има одреден профил и сооднос на активните состојки кои што се ТХЦ, CBD и така натака. Има отприлика 114 до се откриено канабиноиди. ТХЦ и CBD се само 2 од нив кои се најприсутни. Ама исто така и ние имаме наш личен профил на ендоканабиноиди и тој е различен кај секој човек, како отисок од прст. И сега нормално ти треба да си ја знаеш и сортата.
Тоа човек за жал се уште не може да го дознае кај нас, зашто канабисот е забранет, никој не може да стигне до сортата која му е потребна, него кој иде на црн пазар да купи нели канабис за да си помогне дали за масло или за користење, он купува тоа што му е понудено. Тоа е исто како да отидеш у ресторан и да кажеш дајте ми една чаша алкохол и келнерот да ти донесе рендам пиво, вино, ракија, виски. Да, ти носи Ти само може сакаш пиво, он ќе ти донесе виски. Може глуп пример, ама е најпластичен да може да го објаснам ова. Примерот е апсолутно, значи така има одреден тип на алкохол кој што после трета чаша може да ти направи лошо пијанство, така, буквално. агресивен да бидеш. Истото и со канабисот, така да проблемот е што не се достапни сите сорти и што нема доволно знаење уврска со канабисот, ама можам да кажам дека за жал луѓето и корисниците во овој момент многу повеќе знаат од лекарите и од фармацевтите. И проблем е во цела оваа ситуација егото на лекарите и фармацевтите, заради тоа што нели они учеле школо како да лечат луѓе или како да произведуваат лекови, и сега човек лаик од улица знае подобро како сам да си помогне, нели, и како сам да си направи или најде некој вид на екстракт кој ќе му помогне. Веруваш дека ќе се смени, гледаш промена на подобро? Сега ќе ви кажам, канабис активистите, меѓу кои спаѓам и јас, водат повеќе битки на повеќе фронтови. Например, пред 10 години се трудевме да објасниме дека канабисот не е дрога и дека е лековит. Сега тоа више е општо знаење и некој вид на јавна тајна, она како слон во собата, сите го приметуваме, ама ќутиме за него. Од друга страна, таа битка ја извојувавме, ама сега водиме битка со фармацевтите како тоа да се регулира, со фармацевтите и со властите, више е докажано дека лечи, таа борба е завршена. Сега е работата за превласта кој ќе го има последниот збор нели во лечење на луѓе со канабис. Пак ќе спомнам, не кем никој да навредам, помалце егото на фармацевтите и лекарите е тука повредено и сега они пробуваат да имплементираат фармацевски методи и стандарди на канабис индустрија која нема никаква допирна точка со денешната фармација. Сега во моментот се случува спојување на тие две индустрии на светско ниво и тука има многу bumps on the road. Да. И пробуваме ние да ги изгланцаме и шмиргламе да биде све мазно. Можам да кажам дека е многу потешка борбата сега отколку на почеток, иако таа почетната да докажеме дека е лек и дека не е дрога, изгледаше потешка. Мислевме дека кога тоа ќе се заврши, ќе биде лесно, ама очигледно после првиот врв гледаме малце повисок врв. Дали зборуваш и за декриминализација, затоа што во нашата држава се уште, нели, не ако власти, нели, ако МВР те фати со било каква количина на канабис, имаш проблеми. Не е добро. Да. Имаш проблеми. Дали и тоа се зборуваше пред година-две, ако не се лажам, и медиумски, и премиерот зборуваше за тоа дека треба да се направи декриминализација, но докаде е тоа стигнато и дали ќе има напредок? Тоа не е до нигде стигнато заради тоа што сите тие ветувања, ја ги слушам околу 8 години од претходната власт и од оваа. Значи, обично власт во некоја држава ги интересира само една работа, дали носи гласови или дали носи пари. Реално, повеќе на таа тема нема што да се каже, заради тоа што више све знаат, нема потреба ние како активисти да објаснуваме, сега пробуваат да направат како да земат дел од колачот, дали во гласови, дали во лукративно, и тоа е многу голем проблем и е жално, заради тоа што во моментов има луѓе во моментов на онкологија со болки, кај што може канабис да им помогне, па дури скороз да ги излечи од канцер, и они се жртви на дневно-политички, собирање на дневно-политички поени. Да имаше волја, тоа ќе се направеше многу одамна. Кога зборам за декриминализација или легализација, мислам дека тоа е единствениот начин, заради тоа што само на тој начин ќе се урне црниот пазар, кој е сега пораснат илјадници %, заради тоа што ако пред 10 години некој купуваше 2-3 грама, нели, за да пуши,
рекреативно, нели рекреативно не постои, сега купуваат по пола кило за да направат масло. Тоа све само донесе пари и моќ на криминалци и на ја зголеми корупцијата на државно ниво. Не зборам само за Македонија, зборам глобално. Канабисот е единствен начин на кој ја мислам дека би требало да се регулира канабисот е тотална легализација, а веќе ако државата сака да има некој бенефит од тоа ќе биде здрава нација, работоспособна. Исто така друг бенефит ќе биде, може да се регулира исто како алкохол и цигари со бандерола, нели, со некој посебен данок за тоа, ама би требало да им се дозволи да произведуваат сите. Кај нас сега проблемот е што компаниите кои не поддржуваа додека им одговараше за да се донесе добар закон, сега истите тие компании не спречуваат во нашата понатамошна борба за легализација, зашто на нив идејата водилка има ако се легализира комплетно на кого тоа ние ќе му продаваме. Значи најголем проблем на компаниите наместо да не поддржат, нели, пошто не поддржуваат додека им требавме како активисти, сега они се тие кои мислат на кого тоа ние, ако се дозволи легализација, ако се дозволи луѓе да садат по дома, на кого тоа ние ќе му продаваме. Би сакал да апелирам до нив и да им кажам дека нема потреба да се плашат од таква работа. Многу е битно во една држава луѓето, нели, граѓаните на таа држава да ги уживаат сите човекови права. Едно од основните човекови права е човек сам да си одгледа канабис. Обично фирмите мислат дека ако луѓе почнат дома да одгледуваат канабис, никој нема да купи од нив. Можам само да им кажам еден пример, нели, кога се правеше ајвар по дома, по дворови, иако се донесе закон дека не смее да се прави така ајвар, луѓето продолжија да прават ајвар, се до оној момент додека не се појавија компании кои прават квалитетен домашен ајвар и да се продава по супермаркети. После тоа више никој, многу ретко некој да прави ајвар дома, заради тоа што ти ако за добра цена си го купиш тоа што ти треба од некое одредено место за тоа, нема да се замараш дома да правиш. Ама сепак мислам дека треба да им се даде тоа право на сите граѓани, заради тоа што едноставно е човеково право. Јасно. А не ги загрозува компаниите или фармацевската индустрија. Апсолутно, види, слободата не загрозува. Тоа е факт. Така. Без разлика, мислам, сега не зборуваме нели слобода на у секој аспект, ама слобода во смисла да ако нешто не прави штетно, нема шанс, нема како да загрозиш некако. Така. Имам прашање во врска со тоа дека ТХЦ и CBD, нели, не се најпознатите две. Да. Од кои што CBD ние нешто кое што е со Кате разговараме, ќе разговараме за тоа, за маслото, што е, дали човек треба да прави дистинкција, да знае кога да користи CBD, кога да користи ТХЦ, што е основната разлика помеѓу овие најпознати, најзастапени активни состојки? Вака сега, прво во секоја сорта се присутни ТХЦ и CBD, само во различни соодноси. Имаме сорти кои имаат многу ТХЦ, а малце CBD. Имаме сорти кои имаат 50-50 ТХЦ CBD, имаме сорти кои имаат многу CBD, а малце ТХЦ, обратно, значи. У принцип, сите тие канабиноиди работат синергиски. Значи, кога користиш масло од канабис, тебе ти требаат сите канабиноиди за да имаш оптимален ефект, нели, за причината за која го користиш воопшто канабисот. Сега има една груба поделба. ТХЦ повеќе лечи физички здравствени проблеми, а CBD повеќе помага со психички проблеми. Или, она најгрубо кажано, ТХЦ е за хардвер, CBD е за софтвер. Значи, ако имаш некоја малигна болест или така натака, ќе ти требаат екстракти кои имаат голем процент на ТХЦ. Ако патиш од несоница, анксиозност и така натака, ќе ти требаат екстракти кои имаат поголем процент на CBD.
Ама и во екстрактите кои се со голем процент на CBD има многу малце THC и обратно во екстрактите кои се со THC има многу малце CBD. Заради тоа што тие работат синергиски. Например, еве конкретно постојат на нашиот пазар и CBD масла кои се стриктно само CBD изолирана една молекула. Тие помагаат, ама многу повеќе и многу побрзо ќе помогне екстракт кој во себе има барем 0,2% THC. Многу поголем е ефектот на лечењето, едноставно THC-то му помага на CBD-то уште подобро да ги изради своите својства. Па да, ама и така убаво направи аналогија, едното е софтвер, другото е хардвер, Така. ама не джабе ти е хардвер кога не постои софтвер и обратно, така. Не можат едно без друго. И затоа, знаеш, мене ми е као зошто само едно да се користи или зошто само друго, па дури и зошто само 0,2%. Зошто да не биде 10 CBD, не знам, 2, 3, 5 THC. Сега ќе ти кажам еден многу интересен податок од каде е ова 0,2% THC. Во времето кога глобално се забранува канабисот, поготово со Конвенцијата на Обединените нации од 1961, значи до тогаш канабисот релативно не бил многу забранет, него Обединените нации со нивната конвенција. Во тој момент Франција е еден од најголемите производители на индустријски коноп или индустријски канабис. И таа американска администрација која највеќе во тоа време која највеќе лобира за забрана на канабисот како растенија, она ги забранува и CBD сортите, као све е тоа дрога, дури има и цела кампања со холивудски филмови снимани како е марихуаната штетна, онака цела. Да, Mexican people, нели, пушеле, па правеле глупости, краделе, силувале, така, пропагандата е неверојатна. Така, сега, ама во тој момент Франција е еден од најголемите производители на индустријски коноп во Европа, може и во свет, и нормално таа забрана на някакви во тоа време доаѓа многу лошо, зашто едноставно целата економија ќе се поремети. И они некако успеваат да излобираат дека сортите на канабис кои имаат помалце од 0,2% THC се индустријски коноп и не се марихуана. Иначе се работи за истото растение. Они таа дистинкција така ја прават и од таа дистинкција тогаш останало како некое бетонирано правило, сега ги имаме ние овие правила. Така да тоа е. А во која земја, да речеме, ајде Холандија највеќе предначи со, нели, декриминализација или не? Сега ќе кажам, во Холандија законот за канабис е ист како во Македонија беше, значи канабисот е забранет, ама имаат политика на неказнување. Баш ова. Знаат дека канабисот не може никаква штета да направи, освен овој што продава што не плаќа данок на државата. Така се направени познатите кофишопови во Холандија, кои прво служат за таму да се собираат корисниците, за да не се зголемува црниот пазар и нели луѓе да купуваат на улица и така натака, да биде све тоа во еден затворен и контролиран круг, ама сепак им се дозволуваат правата да користат супстанца која они сметаат дека не е штетна за нив. После, пошто се паметни, гледаат дека тоа може да биде и многу добра туристичка понуда и така се развиваат кофишоповите во Холандија. Значи, и таму е забрането да пушиш канабис, и таму е забранет, ама имаат политика на неказнување и едноставно тука владе еден човечки флексибилен фактор кој кај нас и во некои други земји за жал го нема, онака го гледаат законот малце вака и од прилика тоа е тоа со Холандија, па и со Шпанија, кај што се познатите социјални клубови и така натака. Значи, канабис е официјално забранет, ама има правни механизми на кои им помагаат на корисниците да дојдат до безбеден производ, мислам на канабис, кој ќе биде одгледан во сигурни услови, нема да биде прскан со пестициди, ќе му се знае потеклото од каде. И едноставно некои влади во некои држави имаат слух за тоа, некои влади во други држави немаат слух за тоа. Да, али еве полека пуштаат нога некако и мислам дека ќе добиеме моментум и ја искрено сметам дека можеби
во следен подкаст кој ќе снимаме ќе може да зборуваме за некои олеснети регулативи или нели закони кои што Се ќе надевам. помогнат во тоа. Се надевам да, со тоа што би сакал само што да кажам дека нашава влада, значи било кој да е на власт, треба да размисли и треба да знае дека канабисот е стратешки ресурс на една држава. Значи дури некогаш во иднина се случи да имаме санкции од некого и така натака еве сега бензинот е многу рипнат, од канабисот се прави биодизел, буквално без пари, расте од земја, така да канабисот е стратешки ресурс на една држава и би требало што побрзо да работат на оваа тема, што побрзо да ја решат. Супер, Филип, ќе верувам дека вие ќе бидете најголемите, ќе продолжите да си бидете гласни нели за овие теми и ќе помогнете да се сменат некои работи у регулативи во држава и да се сменат и тие предрасуди и стравови кои што ги имаат луѓето. На зелена алтернатива е групата на Facebook на која што може да те најдат луѓето и да ги да си помогнат преку целата таа заедница која што објавува содржини и така натаму и да те комуницираат и тебе доколку Така, имаат некои одредени прашања, пошто очигледно си многу длабоко во темата. Така да за крај ја еве уште еднаш би ти се заблагодарил што стигна да си разговараме и да ја збогатиме еве денешнава тема која што ќе зборуваме и со Кате одделно за цебеда маслото. И верувам дека следниот подкаст, бидејќи многу малку допревме, има многу за зборување и имаш многу информации во себе, се надам следниот пат ќе донесем уште повеќе и вредности и ќе славиме за одредени нови регулативи у земјава. Се надевам, фала за поканата и фала што ја третирате оваа тема. Нема за што. Кате, фала ти што ја прифати поканата и добре дојде еве во четврта, тоест на четврта епизода на Wellcast with Јосиф. Благодарам на поканата, задоволство ми е. Супер. Вака, твојата позадина и нели што ти правиш, можеби дел ќе опфатиме тука, можеби јас нели ќе имаат прилика можеби луѓето да дзирнат повеќе за тебе и работата што имаш ти преку веб страната и да те запознаат што се случува во Синсеритас, но денеска во делот еве додека е твое во гостување ќе позборуваме повеќе за еден продукт кој што практично го создавате во Синсеритас и за масло кое што се повеќе е барано, трошено и свеста кај луѓето нели се зголемува за бенефициите. Како еве во последниве години, зборувам можеби 3 до 5 години, во овие 3 до 5 години се случи многу голем бум и се повеќе е присутно цебеде маслото. Како стана толку популарно и потребно? Дали потекнува тоа од многу научни студии кои што ги имало одамна или тоа е исто така нешто ново кое што науката го нашла? Откако почна целата регулатива да се менува во однос на канабисот, почна интересот и кај населението, кај институциите, кај властите, значи сите аспекти се вклучени. Инаку канабисот се користи многу одамна, навистина многу одамна, во стари фармакопеи наоѓаме рецептури. За жал, одреден период бил забрануван да се користи и како лек, меѓутоа билката последниве години веќе се повеќе се ослободува, односно за медицински цели се дозволено одгледување и медицински производи. Нашиот интерес, бидејќи Синсеритас е компанија која што одгледува канабис, меѓутоа тоа се повеќе сорти со ТХЦ, повисок процент на ТХЦ. Сме во соработка со холандска компанија која што за нас го произведува ова CBD масло, значи произведено во Холандија, но контролирано покрај од нивните лаборатории и како финален производ од кога го добиваме и ние исто така го контролираме и по наши барања, стандарди, се што сертификатот бара од наша страна го добиваме, значи како готов производ од Холандија.
А чекај, вие само го одгледувате Овие се- растението? Не, овој производ е комплетно добиен од Холандија. Во Македонија се прави одгледуваат сензериtas? други сорти. Аха. ТХЦ сорти кои што ќе се користат за медицинска намена. За жал во Македонија се уште, значи, производи со ТХЦ немаат баш лесен пристап до пациентите. Ова масло CBD во Европа се користи секаде како додаток на исхрана или храна и така да можевме лесно да го регистрираме. Нашата регулатива во Македонија го категоризира како граничен производ, што значи дека е во слободна употреба, може без рецепт да се користи и практично така побрзо стигнавме до производ од Холандија. А добро, ТХЦ, као, да речеме во Холандија постои и ТХЦ масло? Или постојат продукти во кои што има ТХЦ? Има продукти во кои што има ТХЦ, да. Ја не го знаев Нашата ова. регулатива и на самиот производ, еве може да видите и на флаерите, дека пишува дека има ТХЦ помалку од 0,2%. Само така е дозволено и се смета дека не содржи ТХЦ да биде во слободна употреба. Аха, значи ова масло може да има ТХЦ или има? Има Нула- помалку нула од запрека. 0,2. Меѓутоа, Да, тоа во е нашите незначително. анализи, значи ова е законската регулатива да има помалку од 0,2, во нашите сертификати на вистина многу помалку. Така. Практично нема. Фармацевци, Да. и сигурен сум дека си свесна за една појава која што особено во пандемијава беше многу присутна, тоа беше хистеријата со користење на премногу суплементи. Луѓето некако од паника користеа витамин С, витамин Д, цинкови и така натаму, значи еднонутритивни витамини, минерали или па комплекси, нели, мултивитамини и така натаму, но во многу големи количини, што у принцип кај многу луѓе создаваше и контраефекти, затоа што кога ти немаш недостаток на одредени, нели, Дефинитивно, микронутриенти, се претеруваше кога со се тие. претерува знаеш, се може црн дроб да се, нели, оштети, може бубрези, може и да не се оштети ништо, ама нема никаков бенефит. Сега мене ме интересира, затоа што ова е суплемент, да кажеме, CBD. Иако канабиноидите, нели, имаме рецептори во нашето тело и имаме така ендоканабиноидс ги се викаат, кои што циркулираат и се создаваат во нашето тело. Мене ме интересира дали ова како суплемент постои ризик да можеби човек претера или да има одредени side effects, односно, нели, контраиндикации, нешто да чувствува што не би требало. Фасцинацијата на овој производ е навистина тоа што е практично природен производ. Ние во нашето тело имаме, како што спомна, ендоканабиноиден систем и рецептори распространети низ целото тело. Навистина се наоѓаат во сите органи, ткива, во мозокот и практично овие трансмитери, природно организмот ги создава канабиноидите, кои што се врзуваат за тие рецептори. Ние само додаваме, значи, CBD, односно канабидиол, кои што природно се врзува за рецепторите. Ние практично не можеме да направиме предозирање, меѓутоа нема ни потреба и високи дози да се внесуваат. Значи, Затоа постои во капки, па нели, дозирај си. Може да се дозираат и пониски концентрации, некому навистина е доволно и 1-2 капки, толку колку што му недостасува на организмот, затоа што ние физиолошки се создаваат овие канабиноиди во организмот, меѓутоа од некоја причина, кога ќе затаи тој систем, стануваме поподложни на болести. Затоа додавајќи... А кога затајува? Во различни состојби на стрес... Не, мислев дали затајува со годините, со староста, или затајува поради одредени околности у животот и лајфстайл? Да, може да биде различни тригер фактори може да бидат, не можеме да бидеме сигурни, да, точно кога ќе се случи нешто, кога ќе се наруши таа хомеостаза. Меѓутоа ова влегува во најфизиолошките процеси кога помага организмот, практично вие кога додавате CBD, не внесувате лек. Вие само помагате да се нормализираат физиолошките процеси во организмот. Така да му помагате на организмот сам да се избори и да се справи со одредени нарушувања кои што треба да ги избалансира. Така, значи не треба да се чека да затаи
системов за да Апсолутно. почнам јас да додавам, Апсолутно. ниту па сега, знаеш, а дали треба да чекам да ми се јави потреба, као да ми се јави нарушување на здравје, болест и така натаму за да почнам да користам или не. Ова и го прашувам, знаеш зашто? Затоа што еве и пред почетокот нели на епизодава и комуникацијата кога имавме за да правиме епизода, те запознав со дел од мојата приказна, односно со мојот татко дека имаме искуство со користење на CBD масло, али ние одлуката за CBD масло ја донесовме кога од како веќе беше многу понапреден Алцхајмерот. При тоа со мајка ми, знаеш, имаше период во кој што требаше да се убедиме дека е добро, па имаше период додека нели се купи затоа што нели потајно го одлагаш нешто што ти е страв, па имаше период од како се купи да почна да се користи и на крај почна да се користи и нормално немаше никакви, нели, али тие предрасуди кај луѓето се уште присутни. Сега мене едното прашање ми е дали треба да чекаме да се појави хронична состојба во телото за користење или не, и што е она кое што вие најмногу време трошите за да им објасните на луѓето која е најголемата пречка поради која што луѓето се плашат да го користат, бидејќи свесни сте за тие, нели? Да, правото време кога треба, мислам, би било добро да се користи е кога не ви треба за ништо, од ниедна потреба. Едноставно да си го чувате здравието и да дополните. Знаете, некои луѓе кога ќе почнат да го користат, чувствуваат ако имаат некои воспалителни процеси, реуматидни, артрит, зглобови, болки, невралги, чувствуваат подобрување. Меѓутоа некои не чувствуваат ништо. Тоа не значи дека ништо не се случува во телото. Не треба да чувствувате, вие во состојба на здравје не чувствувате ништо. Витамин С кога користиш не чувствуваш само се ништо. чувствувате добро. Имате виталност, енергија, радост, смиреност, значи не треба вие ништо посебно да чувствувате, но навистина е добро. Еве, јас и мојата фамилија и сите го користиме и навистина се осеќаат, може да се даде и кај деца. Ние како граничен производ не смееме да ставиме дека треба да се користи кај деца, меѓутоа постојат лекови кои што се одобрени, баш тоа сакав да кажам, кај епилепсија со докажани искуства и бенефити и Американската агенција за храна го има одобрено, значи за употреба. Тоа е лек со истиот состав, канабидиол, меѓутоа е синтетски произведен. Предноста е ова што е природен производ. Што значи синтетски? Као Во што лабораторија. витамин С од Истиот состав, значи истата генерика, истиот хемиски состав, меѓутоа е добиен во лабораторија. Ова е предноста што е природен производ, а со истиот бенефит би го користеле и имаме контакти со нашата универзитетска клиника, со детска клиника, значи каде што навистина еминентни професори имаат искуство кај епилепсии, со деца, се разбира кај што се согласни родителите, бидејќи се уште, за жал, постои некое табу во однос на користење на канабис, посебно кај деца. Меѓутоа, професорот, сега да не именувам, навистина разговараме со еминентни професори, имаат одлични искуства, 20 до 30% намалување на тие состојби, што е висока стапка, кај што се толерантни на лекови, кај што деца не реагираат на таква терапија, имаат подобрување со канабидиол. Да, браво. Значи, може да се користи кај деца во индикацијата одобрена од Агенцијата за лекови, на овој лек што е одобрен, стои дека кај деца над 1 година може да се дава. Така да и ова масло би можело и кај најмали деца. Да, мене види. Тоа е одлука на родителите. Да, ова не ми, мене ми е, знаеш, само ми е потврдано она кое што е моje верување и знаење за CBD маслото. Не сум изненаден. Значи, и мене ми е многу пофасцинантно дека луѓе се плашат дали тоа, независно дали за своја употреба, дали за деца, затоа што на крај на денот, ако ти си почнал или почнала на детето да му даваш смоки, сокчиња и така натаму, зашто треба да се кочиш за CBD? Но тоа се предрасуди
истравови кои што тек ќе треба да ги меѓутоа, ги сузбивате и да вака, се борите и да едуцирате луѓе кои што знам дека го правите. Да, дефинитивно и со ваша помош и медиуми, исто така лекарите можеби да ги охрабрат онаму каде што има потреба, фармацевтите, навистина се доста луѓето заситени од хемиски супстанции. Канабидиолот е една комплексна, односно маслото од CBD, бидејќи се наоѓа во самото масло од коноп е активната компонента, ги има сите придружни состојки што се користи. Омега-3 киселини, омега-6, терпени, тие во самото масло прават една совршена комбинација и навистина поволно делуваат. Одлични резултати има, тоа смеевме да го наведеме во овој производ кај кардиоваскуларни заболувања, да. Браво. Значи одлични резултати има за повишен притисок, кај диабетични невропати, спомнав овие други воспалителни процеси, ревматски болки, невролошки други нарушувања, една анксиозност која е присутна навистина доста и кај помлади и кај повозрасни, поприродно и поблаго делува, значи прави една смиреност, релаксација и го подобрува општото расположение, дава енергија. Тоа е една интересна состојба кога ви дава енергија од една страна, од друга страна прави смиреност. Да, па тоа е она runners high, што го викаат, нели, на луѓето кои што трчаат со тоа, мислам, секојдневно запознати. Нели, ти си истрчал можеби 20 километри, имаш хај, нели, си толку енергичен, а у исто време и толку смирен, а би требало да си уморен. Ама не си. Така да, и знам, ја баш имам, што имам читано студии за ова Runners High и баш е поради нели присуството изголеменото лачење на овие ендоканабиноиди при трчањето. Така да Да, навистина, вака кога ќе видите шемата, една мрежа, ако погледнете каде се наоѓаат тие CB1 рецептори и CB2 рецептори, во целото тело се распространети, каде што практично делуваат на овие канабиноиди, соодветно. Да, каде ме интересира, да речеме, еве на пазарот среќаваме ова што го имаме се тука е 20%. Има 15. Има 10, не знам дали има помалку. Има 5, 7. Да, што сега, како знам колку ми е доволно? Дали има као почетник, па нели да зијам помалку со помалку проценти, или како, мислам, зошто постојат тие проценти и кој процент на CBD треба да го... Така, како што спомнавме и кај здрави луѓе, дополнувањето би требало да биде во помала концентрација, затоа што претпоставуваме дека нели нормално има физиологија и нема многу нарушувања. Подобро е да се почне со пониска доза. Меѓутоа може да се има студии каде што вели дека е добро да се почне со висока доза, па потоа да се намали, така да ефектот ќе биде, да речам, подобар да се потоа постигне таа една доза. Прво да се почне со малку повисока доза, да се стимулира целиот систем и потоа да се продолжи со пониска. Меѓутоа, еве јас лично од моето искуство, знаете, луѓето некогаш имаат предрасуди, не знаат како ќе се чувствуваат, да не си замислат дека нешто им се случува, а не може да им се случи ништо, бидејќи ова не е психотропна, не делува, значи, во тој смисол. Меѓутоа, подобро е да се почне со 1-2 капки, па потоа ако има потреба или некоја состојба на болест, да се зголемува дозата. Ако не, навистина е доволно и да се ние максимална дневна доза, препорачуваме 5 капки на овој производ во денот. Меѓутоа може да се остане и на 2 капки, 3, па така да ќе имате и финансиски бенефит, ќе го користите подолго. Како да сте земале 10%, а ќе си го користите долго. Ќе си земате вие како да земате 10%, ако ја преполовите дозата. Може отворено во фрижидер да стои подолго време, на упатството стои 2 месеци, меѓутоа секако ќе се искористи во тој период. Да, значи по отварање. До 5 капки дневно е, Да. е препорака. Да. Јоу. Да, ние со татко ми беше 20 и 25 зимавме, ама тоа беше само по еднаш. Може да се високи, може многу, мислам има производи со 30%, 40% на CBD, така да не смета да биде соодветно, значи на состојбата и повисока дозата.
Кате, како изгледа создавањето на CBD масло? Еве, од крај до крај, Да. целиот процес. Како што ви споменав, овој производ значи е произведен во Холандија под наши услови, наши параметри, наши барања, меѓутоа во документацијата која што ја добиваме, значи е опишан точно целиот процес. Добро, и што, да речеме, што се случува? Мислам така, растенијево стигнува до одредена фаза во која што нели е спремно да се... кога ќе настане бербата, се собираат плодовите и тоа се дроби во мелници, значи ситно се дроби, потоа настанува операција на екстракција, ја велиме, се прави екстракцијата со одредена хемиска компонента, потоа се настанува прочистување за да се отстрани таа состојка, па следи важниот процес на декарбоксилација, каде што, да речеме, од една форма ацидна, CBD-A форма, треба да премине во активна форма која што ја бараме, CBD масло, односно канабидиол. Значи, процесот од CBD-A да премине во CBD активна состојка, потоа настанува дестилација, уште еден процес на прочистување каде што се отстрануваат другите восоци, хлорофил и така други, да речам, онечистувања. И на крај тоа, кога ќе стане веќе финално масло, се дава на анализа, каде што се очекуваат главните параметри, доколку задоволуваат, односно се добри, оди на полнење и веќе се финализира производот. Од кога ќе се финализира, ние ги добиваме како финален производ шишенцата, меѓутоа повторно, покрај тоа што ги добиваме сертификатите од холандските агенции таму за храна, бидејќи се води како храна, Синцеритас ги дава на дополнителна анализа примероците, за да бидеме сигурни во она што сме го побарали, сме го добиле како производ. Би сакала да истакнам дека е навистина одличен квалитетот на овој наш CBD производ, затоа што е неколку пати, значи, истата серија анализирана, докажано е дека нема пестициди, кои што можат да повлијаат негативно. Знаете, вие си земате нешто за добро здравје, а ако има висок процент на пестициди, може да си направите некој несакан ефект. Значи, тоа е сигурно отсуство на пестициди, мувли и други состојки кои што можат да го нарушат квалитетот и кај храна може би да не се контролира, меѓутоа ние го третираме сепак како медицински производ, односно граничен производ, одговараме пред Агенцијата за лекови и одговорноста на Синцеритас како компанија навистина сака безбеден и сигурен производ. Јасно. Кате, ова е 10 милилитри. Да. И сега, во контекст на да привршуваме, ова ќе биде прашање со кое што сакам да заокружам. Дали, пошто ако го гледаме по цената на ова е нешто што, знаеш, у Македонија се прифаќа како CBD масло е, не е, нели, као да купуваш омега 3 или да купуваш било какво друго масло. Цената на 10 милилитри, перцепцијата е дека е многу. Но од друга страна се работи за продукт кој што не го користиш ти у 2 оброка или у 2 дена, туку, нели, кога би го поделил по деновите на користење и по бенефициите кои што ги добиваш, апсолутно не е многу. Дали и од друга страна мене ми е сосема јасно, образложувајќи го овој процес на како се доаѓа до CBD маслото, мене ми е многу јасно тоа дека се комплексни процеси и скапи процеси и нормално е дека, нели, додаваат на цена. Сега, дали може да се очекува дека со тек на време како побарувачката ќе биде поголема, како производството ќе биде поголемо општо глобално во светот, дека луѓето може да очекуваат и цената пазарно да паѓа, и каде лично ти ја гледаш еве индустријава за 5-10 години од сега? Јас сум многу задоволна што ние успеавме со цел да биде подостапен овој производ до пациентите, да ја коригираме цената заедно со производителот. Навистина ова мислам дека е веќе прифатлива цена, затоа што навистина има разни додатоци кои што се чиста хемија, а чинат многу.
не знам, Да, над 1000 денари, секој ден 2000 се денари, промовираат и антиоксиданси, масла и така натаму, јасно. Ова сега цената во аптеките е околу 1800 до 2000 денари, во сите добро снабдени аптеки, со тоа што добивате природен, пак ќе кажам, производ кој што целата содржина и вехикулумот и активната се еден природен производ, безбеден, и имате бенефити во повеќе смисли, каде што можеби не може да се проценат кога се зема, а се мисли само на една индикација. Навистина е многу богат комплексот и како што спомнавме на почетокот, вие можеби не го гледате тоа, но вие сте здрави. Си го чувствувате здравието, не треба да почувствувате некаков, не знам, спектакуларен ефект, меѓутоа вие сте здрави, значи се прави една хомеостаза, се балансираат сите процеси и би сакала да нагласам дека антивирусното дејство и антибактериското дејство е нагласено и во досегашните упатства, меѓутоа се повеќе студии има во тој правец и сега во 2022 на почетокот е завршена студијата каде што се покажа дека делува и против SARS-CoV, значи го спречува навлегувањето во клетките и така антивирусното дејство, значи е докажано, си правите значи подобрување на имунитетот, се штитите од вирусни инфекции и исто има една интересна студија која што би сакале ние сега со колегите лекари да ја споделиме. Јули-август 2020 е објавена за намалување на користењето на антибиотици заменски со CBD масло. Значи има студија точно на кои соеви делува, кои се резултатите, навистина се дури кај високо резистентни соеви, кај Марс. Мислам, навистина е ова една интересна студија која што мислам ќе донесе понатаму многу перспектива и во тој правец, значи за тие антимикробни дејства. Да, фасцинантно е. Мислам, ја не сум изненаден затоа што доста го имам и читано и проучувано CBD маслото, така да сигурно, мислам за 10 години ќе биде биде масло кое што ќе биде присутно у секоја куќа, ќе стане као шекер сол да имаш CBD масло. Навистина фасцинацијата е мене и тоа ме привлече воопшто да се осврнам на овој профил на работење, затоа што го имаме ние целиот ендоканабиноиден систем во нашето тело. Канабиноидите се наоѓаат во мајчиното млеко, тоа што прави релаксација, подобар сон, смиреност. Во мајчиното млеко се должи на канабиноидите. Во нашата утроба, веќе во нашиот систем почнува да се гради тој ендоканабиноиден систем, така да поврзаноста на ова растение со нас, мислам, долго ќе трае. Супер. Кате, продолжете да едуцирате луѓе за полезните дејства на CBD маслото. Продолжете со едукација и за раскршување на стереотипите на стравовите и верувам дека ќе направите многу поубав свет и поздрав свет. И за крај, уште сакам уште еднаш да ти се заблагодарам што ја прифати поканата и ја уживав, ми летна времето буквално, кој што не беше оставено и верувам дека ќе имаме уште можности да зборуваме и за продукти кои што ќе ги лансирате и за бенефициите здравствени од CBD. И мене ми беше задоволство, благодарам од моје име и во име на компанијата Sincertas. Фала. Нема за што.